Ако навреме се фатиме за работа, не гледам причина зошто на следните парламентарни избори да не одиме со една изборна единица. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека неговата партија ќе поддржи вакви измени со можност за гласање и на македонската диаспора онаму каде уставот и законите на државите го дозволуваат тоа. Тој нагласи дека нема политичка дебата или иницирана агенда за постигнување консензус околу ова прашање, но дека доколку се направат потребните подготовки во дипломатско-конзуларните представништва, промените може да се применат до следните парламентарни избори. Ние ќе поддржиме една изборна единица во која што право ќе има да гласа и диаспората, бидејќи прашањето беше адресирано така што ние како влада некое право оспоруваме, а тоа беше правото на диаспората да гласа. Така што тоа беше мојот одговор, да бидеме прецизни. Инаку немаме политичка дебата, нити пак некаква наша политичка агенда да седнеме, да разговараме, да бараме компромис, консензус и така натаму. Оваа реторика на власта доаѓа по критиките на опозицијскиот фронт дека со измените на законот за локална самоуправа и тоа што бројот на советници се определува според резидентното население, се игнорирала диаспората. Премиерот Мицкоски рече дека целта на тој закон е сосема поинаква, да се направат измени кои што ќе бидат во согласност со изборните процеси кога се бираат градоначалници и советници, а не е целта дали имаме резиденти или нерезиденти. Измени кои што ќе бидат во согласност со изборните процеси кога се бираат градоначалници, советници и така натаму. Не е целта дали имаме резиденти или нерезиденти, но кога веќе го поставивте тоа прашање, јас би повикал заедно сите да го промениме законот за избори, изборниот законник, и да направиме една изборна единица. И во таа една изборна единица да дозволиме и диаспората да гласа, да дозволиме да се формираат избирачки места во оние држави во кои што се дозволува согласно устав да се формираат избирачки места надвор од ДКП-ат. Во меѓувреме, Либерално-демократската партија и Демократскиот сојуз денеска официјално поднесоа предлог закон за промена на изборниот модел, со што повторно се предлага една изборна единица со отворени листи и поголемо вклучување на граѓанскиот сектор. Предходните два предлога на ЛДП не поминаа, но партијата изразува надеж дека овој пат ќе добијат поширока поддршка од парламентот. До сега се зборуваше за 3 измени на изборниот законник. Едната беше да има отворени листи. Втората измена беше воведување една изборна единица, со тоа најмногу ќе добијат малите партии. И третата беше една изборна единица и гласање на диаспората.